На граничен премин Богородица мобилен тим спречи обид за криумчарење на 6,4 кг сребро во вредност од 472.000 денари. Против сторителот ќе биде поднесена кривична пријава за сторено кривично дело криумчарење, казниво по кривичниот законник, извести Царинската управа. Случајот е откриен од мобилен царински тим кој навлез во државата на граничен премин Богородица при контрола на камион со стока од Турција наменета за македонска фирма. Во фабричките празнини пронајде непријавени 1944 парчиња сребрен накит со тежина од 5,4 кг и 2 сребрени плочки со тежина од 1 кг. Дополнително во сандакот за алат под долниот кревет и под возачкото седиште биле пронајдени и 20 штеки цигари, меѓу кои Малборо и Мурати. Во срцето на Антарктикот, природата создава неверојатна гледка, црвен каскаден водопад кој се пробива над повеќегодишниот мраз на глечерот Тейлор. Овој феномен, познат како крвав водопад, е уште пофасцинантен отколку што изгледа. Неговата интензивна боја не се должи само на оксидирано железо, туку доаѓа и од ситни сфери богати со железо создадени од бактерии. Овие микроорганизми живеат во солено езеро скриено под глечерот. Кога оваа вода ќе стигне до површината и ќе најде на кислород, таа добива толку интензивна црвена нијанса што изгледа нереално во пејзажот на Антарктикот, правејќи да изгледа како мразот да крвари. Поранешниот американски претседател Џо Бајден синоќа во Чикаго го одржа својот прв голем јавен говор откако ја напушти Белата куќа. Остро го критикуваше Доналд Трамп за начинот на кој раководи со управата за социјално осигурување и предупреди дека сегашната администрација уништува систем од кој зависат милиони американци. Трамп и неговите луѓе им пристапија на владините институции со идејата на Силиконската долина: движете се брзо и скршете се. И тие кршат се поред, рече Бајден пред публиката составена од адвокати и експерти кои работат на заштита на правата на лицата со посебни потреби. Прво пукаат, а потоа нишанат.